сум криел дека верувам во ова ДПМНЕ, ВМРО ДПМНЕ, дека ќе направи Македонија пристојно место за живење. И тоа отворено сум го кажувал, немало кај мене криење, нешто овона, као да браниш некого или да поддржуваш, да се правиш дека си, не знам, поима неам ептен на некоја си средина, као овона. Јас сум им дал полна поддршка на ВМРО и на премиерот, затоа што верувам дека и понашто до сега го покажале, дека навистина веќе во вториот мандат ќе покажат дека навистина ја заслужиле нашата доверба што се однесува гледано во целина. Тоа дека стојат цврсто на националните линии, не излажаат, достоја на зборот, барем до сега, фала Богу, да чукнам удрво, да остане така и понатаму, а не гледам зошто премиерот или било кој во ВМРО ДПМНЕ би го сменил, би ја свртал капата на опако и би го променил однесувањето во тој поглед. Затоа често пати сум си дозволил да ги критикувам. Имало ситуации кај што нетрпеливо сум барал некои ствари што треба да ги направат што поскоро, како што ги барам и ден денес, како што ќе ги барам и утре. Јас не сум политичар, не ми е доделена функција од ВМРО па да бидам дел од власта, дел од моќта, да бидам во ситуација да аплицирам таа моќ, да ја користам таа моќ. Иако многу луѓе гледајќи ги моите ролни, знаете, понекогаш мислат дека од оваа позиција што имам на обичен граѓанин како и сите вас, дека ја можам да направам некои чуда и така натаму, што е нереално да се очекува. Но изгледа дека имам барем малку моќ да влијам на одредено јавно мислење, со верба дека можам да влијам и на партијата на власт, на поединци во партијата на власт. И често пати ми се покажало дека па и одредени фрази што сум ги употребувал биле употребени период после моето емитување, биле употребени од одредени наши политичари во некои изјави што ги давале пред медиумите, странски, домашни или мешано. Што сум рекол и тогаш, многу ми е драго, не дека тоа сега ја од мене треба да направи некој овака, но или дека е тоа баш така, но знам дека баре мало влијание имам и затоа си дозволувам да зборувам вака и понекогаш да барам од партијата на власт, од тоа да ги убрза некои работи или ако не се уште направени, да имаат поголема одважност, поголема храброст да си дозволат, поголема дрскост да си дозволат, за да го направат тоа. И често пати знам да им кажам, абе, зошто не го направите ова? Си обезбедите уште 4 мандата. Зошто не го направите? Ништо не губите, можеме само сите да добием. Сум реагирал и по одредени пресуди за некој тамо, дека нема веќе оправдување, дека обвинителството не знам што, вамо тамо, дека треба да се пресече, дека секој треба да си го добие заслуженото, да нема скандалозни пресуди, дека и не ја почитувам демократијата како политички систем или уредување, дека понекогаш човекот број 1 во државата треба да пресече за некои работи што викаа старите срам, не срам, ама го обвиниле за ова зона, за поима не, за дека сака, нели, автократ да биде, дека сака диктатор, не, има работи в животот кај што треба, поготоа ако си начело на една држава, сметам дека треба главниот човек да има некои ингеренции, да може да некои работи да пресече сам, да не зависи од други стотици или илјадници будали што не знаат
што ја знаат азбуката до буквата Г, они да одлучуваат за него или они да му се мочат во супата. Или да има опозиција некаква која што од Икс побуди, некогаш и квислиншки, може да му прави филибастеринг или ова или да му ги кочи идеите и овако што ги има за државата да ја управува во вистинската насока или да кажеме парламентот, некој со 2 грама школо, неговиот глас пример тежи исто, со гласот на некој појма немам тамо 10 пати пообразован од него или не има врска образованието, дека гласовите понекојаш на непријателите на оваа држава, на оние кои што сакаат да ја турнат во позиција на снисходлива положба, тежат повеќе од гласовите на мнозинството, кои што си ја сакаат државата и сакаат таа да остане достоинствена, горда во сите можни судари што ги има со соседите или со поголемите центри на моќ во Европа или во светот. И сега ти заради тие, пример, кои што не се ни македонци, те доведуваат во позиција да не можеш да се избориш за себе. Мислам, разбирате зашо ви кажам. Затоа сметам дека демократијата, особено во вакви држави како Македонија, е буквално работа типот двајца волци и едно јагне преговараат што ќе има за вечер. Така не донесу, ова уредување не донесува нашите македонци нели во позиција на тоа јагне. Затоа пак велам, директно се обраќам на премиерот на Република Македонија Мицкоски, на партијата на власт ВМРО. Верувајте ми, ве замолувам, ве преколнувам, а тоа веројатно би го направил 95% од македонскиот народ, дали во Македонија, дали ни свет. Нема подобар момент или моментум, да употребиме термин од физиката, каде што вие и ние заедно, вие како власт, ние како народ кој што стоиме зад вас, ме ве донеле на власт, нема подобар момент за нас. Целиот срам, целото понижување, што го доживеавме во времето на Социјалдемократскиот сојуз, додека со нив управуваше Зоран Заев, потоа Ковачевски, сега Филипче, нема подобар моментум од овој да ги избришеме, да ги поништиме нивните предавства. Ке се обидам да ви објаснам и зошто во еден поширок контекст на случувања, но да ја довршам реченицата. Значи, нема подобар моментум од овој да се поништи договорот од Нивици со Грција, да се врати уставното име Република Македонија од 1991 година, да се поништи оној така наречен договор за пријателство со Бугарија, на тој начин да се префрли целиот товар кој што неправедно ни е ставен на нас на плеки, а тежи 100 тони, со тој потег, со тие два потега, само вака ќе го истресеме од грб како куче кога ќе го полиеш со црево кога се ослободува од вишокот вода на крзното што го има. Ќе го истресеме само теретот од нас, ќе ја пребациме топката на половината на противникот, па тие што сакаат нека прават после со неа. Сакаат нека пимплаат, сакаат нека си ебаваат мајката, што сакаат нека прават. Нема ништо да изгубиме, само ќе добиеме. Кучињата ќе си полаат некое време, ќе си джавкаат,
како селски кучиња што джавкаат без причина понекогаш. Ке си поджавкаат малце, ке се обидат да се заканат, може и ке ни се заканат сериозно, ништо повеќе нема да може да направат. И така, оние наши пријателски соседи од исток се закануваат дека ќе бараат Европа да ги укине фондовите од кај што нашиве, нели користат фондови за не знам што тамо и така натаму, или некои европски кредити и така натаму и така натаму. Ако тоа треба нас да не исплаши, да не направи, не знам, предпазливи, како што до сега не прави предпазливи, да пазиме што кажеме секојаш, да пазиме како се однесуваме, да пазиме на кого ќе му намигнеме, да пазиме на некому да не намигнеме, да не бидеме сватени погрешно, да пазиме со кој седнуваме на маса. Целокупното тоа е огромен колективен стрес. Огромен. Зошто се доведувате во позиција? Се ставате во позиција на боксер кога влегува исцрпен во на ќошето во рингот и тука доживува нокаут. Ќе се тргнам од ќошот. Ќе танцувам на средина на рингот. Што викаше Мухамед Али, како пепирутка, ќе танцувам, а ќе боцкам како оса. Така некако викаш големиот прославен боксер Мухамед Али. Овој од аспект на психологијата е добро. Сум ви објаснувал. Зошто бе ја да си ја мачам душичката за некој што не ми мисли добро, што ме местел, што ме доведува во непријатни позиции, затоа што не е одговорен за обврските што сме ги споделили или што сум му ги дал да ги направи, што ме доведува во 300 непријатни ситуации. Зошто бе да ми биде? Затоа што имаме некое наше познанство од пред 20-30 години, заради тоа да ми биде непријатно да му кажам да одјебе од мојот живот или да не ме гледа повеќе како партнер во соработката што ја имам или во работата или во проекти или во бизнис, да ми биде незгодно, ја да се мислам со денови, еден месец, леле, како ќе му кажам дека ја веќе немам довербу него, не ќам веќе со него очи да му видам, не ќам да работам со него, не ќам ни да ми биде у моја близина, не ќам. Зашто си ја мачам душика? Како? Кој ќе ми рече некој мој близок за одреден филјан човек? Леле, како, не знам, леле, како да му кажам? Така убаво ќе му кажеш. Fuck off! Јас и ти повеќе нема да имаме ништо понатака, затоа што јас сум изгубил довербата у тебе. Ти мене си ме довел у непријатни ситуации неколку пати заради твојата, појма немам, размазеност, аљкавост, нарцисоидност, егоизам, курсе тресе и така натаму. Нема јас шо тука да се размишлям како јас сега ќе му кажам него. Така, fuck off или одјеби. И готово. За секунда го кажуваш тоа си одиш, оп, теретот од 100 тона се трг. Истиот принцип, луѓе, од ВМРО и премиер, истиот принцип треба да го терате. А сега ќе ви кажам и главната причина зошто. Тоа што ништо не ни можат, ништо не ни можат. На крајот на краиштата ние сме и членки на НАТО. Шо? Бугарија ќе не нападне со армија? Санкции ќе ни воведат? Другите наши партнерки од НАТО, пример, да немаме шо да јадеме, санкции ќе ни воведат? Или Грција и Бугарија заедно со војска ќе не нападнат да не окупираат? Па ви реков, Путин тоа само го чека. Светот на таква брука
нема да може да престане да се смее. Дури и тоа најстрашното што нема шанси да се деси. Тебе Грција и Бугарија ти да им ги раскинеш што говорите, да речеш кој бе, пак сме Република Македонија, пак сме полагаме право на целокупна историја од антиката до денес, кој бе. И уште 50.000 споменици на Александар ќе направам низ Македонија. Еден таков потек, пример, најлошото да го помислиш. Пример, нешто да, као бугариве што си прават барем со памет. Сега на секоја објава тамо. Време е пак изгледа да се врнеме в Македонија, време е за специјална операција како в Украина. Такви се нивните, они до тамо отиде нивното лудило. Една таква идиотска работа, кога и би се обиделе да направат, тоа ќе значи крај за НАТО. Крај. Земја членка на НАТО нападнала свој партнер у Алијанса. Ке ни се фатат за Муров, како да ти кажам. Они еднаш се заебаа така, ни влегоа со војска. Шо има врска ако сме сега у моментов, не знам колку сме македонци у Македонија, 1.200.000 македонци зборам само. Може ке и у таква ситуација кога ни влегле, може би поминале низ разни премрежија, жртви, така, пак ќе ги избркаме. Ама овој пут до Софија ќе ги гониме, на клоци. Како, што, не знам, космосот ќе се намести, како што се наместил 41-а. Ќе се намести космосот, секој што мислел со зло, да добие нешто за себе. На крајот најбувал. Не знам како, не знам на кој начин, но меѓутоа целокупните сили, звезди, ако сакате, во космосот, така ќе се поравнат, тој да го добие по газот. Се главното, зашто мислам дека е моментумот бескрупулозно да одјебеме све, најхрабро, најодважно. Сигурен сум, ВМРО ДПМН премиере Мицковски, Европската Унија уште долго нема да постои. Сигурен сум. Тоа ќе се распадне на сличен начин како што се распадна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, која што се роди на пеплиштата на крајот на Втората светска војна. На ист начин ќе се распад. Погледнете што се случува. Нивниот мит за мултикултурализмот, или ако сакате нивниот фантазам, фантазмагорија за некој мултикултурализам, сјеба мајката. Почна да се руши како кула од карти, само малце поспоро. Она што се случува сега на островот во Велика Британија, без разлика што Велика Британија не е дел од Унијата, а имено, причина за тоа што не е дел на Унијата е сега и ова што ќе ви го кажа. Зошто одби да биде дел од Унијата? Она што се случува во Алстер, Белфаст, Северна Ирска, воопшто не е за ебанција. Тамо веќе се формираат две нови парамилиции, паравојски кои што влечат корени од славната Ирска републиканска армија или таа некоја лига патриотска од која што е формирана Ира во 1912-15, прво било таа патриотска лига, па после 19-20 е тамо негде формирана Ирската републиканска армија. Шетаат со золји, базуки, што се гледа дека се производство, веројатно кога Ира се договорила со енглезиве, што ги закопале негде или ги чувале по тавани. Золјиве, овие, кажи ги, базукиве, се гледа дека се од тоа време.
некои вооружување што ги носат тие парамилици што веќе шетаат низ Белфаст, низ ова, се од тоа време изгледа ги откопале, ги извадиле од конзервирани како што им седеле скриени, потавани по ова по. Шетаат низ градовите у Северна Ирска, чистат. Све што беше тамо мигрант дојдено да ја напушта масовно Северна Ирска. Исплашени се по животите. И не само тоа, овие новообновени паравојски парамилиции се овој пат, замислете, блиско поврзани со протестантскиот дел од населението. Значи, ирциве католици, Ира, Мира, патриотски лиги, вамо тамо, се сега у дослух, у соработка со протестантскиве милитантни, би рекол, нови групи, на кои што им дојдено довде политиката на мултикултурализмот и она што го доживеа Британија благодарение на таа Меркелова политика, доктрина на мултикултурализам, на населување на Европа со мигранти кои што се од различна вера, кои што не прифаќаат, кога ќе дојдат, не се вклопуваат добро во општеството, затоа што тераат да живеат по својот светоглед, според својата вера, според своите правила на живот што ги живееле во во Уганда, во Сирија, во Либија, во не знам каде, сегде кај што имаше војни и така натаму и така натаму. И ви имате сега градови во Велика Британија, во Англија, како Бирминген, поправо се извинувам, кај што 54% од населението не се родени во Англија. Не се англичани, дојденци се, мигранти, како сакате кажете. Друга вера, огромен дел од нив процент не прифаќаат да се вклопат во, конкретно е не само за Бирминген, него и за други градови низ Германија, Скандинавија, Франција, кои што не го прифаќаат вредностите на домицилното население кога дошле, кои што се затвараат во гета, кои што се организираат во банди, кои што личниот опис на тие држави, на тие општества го сменија, со зголемен криминал над 2000%, на огромно зголемен криминал. Затоа што им беше дозволено да прават се благодарение на таа идеја за мултикултурализам, разлики, почитување на разлики, толеранција, политичка коректност, им дојде до глава. Дојде до тамо да ирците први рекоа, кој вебе? Ние ќе си ги заштитиме нашиот народ и нашето население, како што тоа го правевме у 70-тите од енглезите, од нивната опресивна политика, агресивна политика кон Ирска. Сега ќе го направиме, само нашата цел се други. Републиканството поврзано со современиот револти без против дивењето на мигрантите и она што све им беше дозволено да го прават на штета на домицилното население. И внимавајте, уште побитната работа, многу добра, мислам дека многу прецизно се изразувам. Најбитната работа, што оваа радикализација на островот, без разлика што ние војува, ќе ви кажам како тоа лесно ќе дојде в доју. И друго, имате во последниве 10 години 900 и кусур илјади, скоро 1 милион мигранти примени од светот на островот, на Англија, Шкотска, Северна Ирска, Република Ирска. Скоро 1 милион, најголем дел од нив во Англија. Социјални пакети, социјални програми, помош, обезбедување на таа социјална помош додека не работат, трт-мрт. На сметка на тоа, денар, тоест фунта, не е префрлена
на сметка на домицилните населенија било каде, особено не во делот на Северна Ирска, кај што се протестантите. Оние што се со оние енглезите. Оставени се на цедуло и финансиски, па имали подобар комплот за почнување на бура на граѓан, страот на граѓанска војна. Милитантите во Северна Ирска, дали се од страната на католиците, ирците, или се од страната на протестантите, иста порака пратија. Вчера ги гледав, тој еден со зелена фантомка вака, зелена фантомка. Порака пред 5 камери, 6 камери, 7 камери. Порака, значи тоа цел свет го емитува. Вака им порача на британските политичари кои да се. Знаеме, ви ги знаеме адресите, каде живеете. Знаеме како и каде се движите во тек на ден. Кога тоа ќе ви го каже некоја пијандура пред Гранапче, некој што поима немам се начукал со сардини и пиво, и која ќе ти го каже тоа, можеш и да не му поверуваш. Кој ќе ти го каже тоа, некој кој што најголема веројатност е дека потекнува од некоја разбудена, не бе рекол Ира, јас мислам дека никогаш и не се расформираше, него само се влезе во фаза на хибернација, на дремка. Кога ќе ви каже некој од тие членови на Ира, кои што излегле од хибернација, верувајте дека тоа е многу сериозна закана. Со нив нема заебанција. Затоа што постои, треба да знаете, постои едно правило. Ја многу сум читал за Ирската републиканска армија, многу знам, сум сретнали луѓе у животов, но у разни контексти, кои биле дел од таа армија, со кои што сум разговарал, кои што се, пример, моја возраст, нешто малци постари, кои што биле баш у жижата се 80-ти години, кога беа терористички напади, нивни многу познати у Лондон, бомби, постои така натаму и така натаму и така натаму. Кои што нормално сега си се нормални луѓе, женети, дури еден со македонка е женет, од Капиштец, од овдека. Со македонка е женет. И викам, фино сте нашле. Оваа потомка на гемиджиите, ти викам Ирска републиканска армија, затоа викам, вие супер убракнаве, вие лесно се разбират. И се смее, ја знае македонската историја, знае за... Па знае, жена му е. И кога еден таков ќе ти го каже ова, а не пијандура пред Гранапче, можете да замислите дека многу е сериозна работата. Со нив нема заебанција. Е сега, кога се спојат овие елементи, идеолошка, разлика огромна во гледањето на развојот на сопствената земја, на екзистенцијата на својата држава, на својот народ, европската влијанието на така наречените европски вредности врз опстанокот, безбедноста на конкретен народ на неговата држава, мигрантските политики, кои што се покажуваат катастрофални, поврзани со крајна економска девастираност и препуштеност сами на себе, на домицилното население. За нив нема социјални пакети за овие дојдени од пичке си материна, што не ни сакаат да се вклопат во тие општества кои што се базираат на јудео-христијанските вредности. За нив има све. Совршена бура, што ова конечно пукна, а Британија се обидуваше со години да го турне по тепих и токму затоа не влезе во унијата. Они беа свесни дека ова им се случува. Од тука беше она идеја, она идеја за формирање на кампови и таа, како се викаше, пакт за мигрантите, пак за што го усвои и Европскиот парламент, мислам, за отварање на кампови во земји кои што не се членови на
кои што не се партнери на Европската унија за префрлање на мигранти тамо, што едно време постоеше, како тоа го користеше опозицијата да ги набеди ВМРО ДПМН дека потпишале таков пакт со Велика Британија, а Велика Британија тоа реално го прави, но има своји кампови, замислете, за префрлање на оваквиве по други континенти. Меѓу другото има во Руанда таков камп. Има во Италија. Италија е членка на ЕУ, но тамо некаде во некои делови што им се рече си ненаселени некои острови и така натаму и така натаму, кај што слично она е за затвореници Гвантанамо кај Куба. Ција што користи како затвори, ги чуваат буквално така во резервати. Како што има нели такви внатре во Данска, кај што не смеа да ги напуштат или не знам каде, или не знам што. Во Норвешка, рецимо, Норвешка не е дел од Европската унија, има, но идејата е тоа, затоа беше борбата на Орбан со години наназад. Он исто знаел што се случи, затоа беше вие мигрант кај мене нема да ми донесете. Затоа што Орбан беше свесен за опасноста и дека тоа може да ја доведе државата еден ден во страот на безбедносна криза, тоа е до граѓанска војна. И без разлика на се, затоа треба да отвориме очи во врска со оваа работа. Британија пука по шавови. По шавови. Ова што се случува, луѓе, ова оди само кон граѓанска војна, не случајно еден куп специјални сили, САС, МАС, британците, тоа јавноста него овака не се зборува во јавноста. И кажуваат луѓе кои што се тамо, врие вика специјалци. Ама свесни дека не треба да влезат во војна со својве, у смисла на протестантиве, енглезиве, а уште помалце сакаат да влезат во војна со овие дехибернираниве, разбудениве од Ирска републиканска армија. Тука се само да дел од нив, нели, појма немам, спречуваат линчови на мигранти, дел од полицијава иселува мигранти, тоест ги спасува, ги трга од нивните домови да не бидат живи запалени и така натаму и така натаму. Тотално е збунета британската влада у моментов, има сериозен проблем. И сега главното. Овој проблем, ова предзорје на граѓанска војна во Велика Британија, ако нешто радикално не преземат, сега веќе во Северна Ирска полека све што се мигрантите сами бегаат, затоа што им се загрозени с животите, затоа што со овие будаливе нема заебанција. Довде им беше тоа последното што се деси кога тој му ја сечеше главата мигрантот на тој ирецот пред очи на цела светска јавност. Споро, многу со мекам, кефлиски, гурмански му ја сечеше главата. Довде им дајде. Да не зборам за стотици силувања нерешени од мигранти тамо на, знаеш што е тоа бе за ирец, ти да му силуваш иркиња некоја, девојче некоја, да те запали жив. Нема со нив заебанција, тоа е таков менталитет. И сега рачунете ги овие проблеми, истиве, ви постојат у Германија, кај што имате страотно зголемено екстремно десничарски супремационистички движења и партии, некои се забранети, но исто како во времето на Хитлер и тие што мораа да работат под радарот се страотно тивко поддржани од домицилното чисто германско население, особено од побогатите, значи финансира некој тамо без никој да знае, абе исто како времето на Хитлер, потпуно. Истото ви се случува во Данска, за Шведска да не прамувават. Истото ви се случува во Финска, само финците се побудали, побрутални се они. Исто и со нив нема заебанци. Ако нешто се обидеш да му смениш многу у главата, ќе ти ебе мате. Или ако сакаш да му ги измешаш брзините со такви глупости. Мигранти, вредности, не знам какви, гета, затварање, тамо,
однесување како што се однесол додека бил у пичке си материне додека живеел, а не прифаќање на вредностите на современата, нели, на вредностите кои постојат тоа држава, и твинците се будали, исто, на свој начин. Истото се случува у Шпанија, истото се случува во Франција, луѓе. Оние нейтив, домицилни французи, оригинал французи, не фалсификати, оригинал французи, до овде им е дојдено. Затоа во Франција гзот им се тресе кога се избори. Затоа што лепенциве, приврзанициве на Лепен од година у година стануваат се побројни и побројни и порадикални. Имате веќе, вие, сум гледал документарец на Deutsche Welle, не еден. Имате вие веќе, како да ви кажам, не се тоа паравоени, милиции, како, не знам, како вие се што шета униформи со золи, со јуришни пушки во Белфаст, они се као цивилка, као вежбаат борилачки вештини, се собираат по некои клубови, паламудат некои расистички тези, Франција на французите кур се тресе, ово она. Само што знаат дека не треба да бидат толку апла. Она што го имаат веројатно складирано као оружје, само они знаат кај е. Мораат да бидат под радарот. Сите се приврзаници на Лепен. Крајно радикални. Само што ви кажувам, заради тоа што Франција е таква каква што е, уште се држат така. Но тоа е бомба која што прави тика така. Чека само момент и чека наредба од некој. Или клик вака. Така. Полска. Унгарија. Која што Орбан успеа да заштити. Но сега не знам како кидат работите. Вие, овие, може се овие да ме гледаат некој од опозиција да паламудат, овој збори некои расистички ствари, некој ова, некој она, против мигрантите, против ова. Не. Само фактички објаснувам состојбата каква е и го кажувам она што сум го кажувал уназад период, месеци, години, дека неминовно таа политика на Меркел ќе доведе до граѓанска војна во Европа и Европската унија ќе се распадне по теркот на Југославија, па сум рекол, ако со сеир ќе огледаме тоа, затоа што ќе си добиете со вашиот стап по ваш грб овој пат. Се враќа у животот, што викаат. Се враќа, се плаќа. Европската унија, учествувајќи во еден масакр, поттикнувајќи, финансирајќи, у тоа време Европска заедница, поттикнувајќи, финансирајќи, давајќи поддршка на нешто што подоцна се претвори во најкрвавата граѓанска војна на тлото на Европа евер од Втората светска војна, беше еден од главните придвижувачи на тој масакр, наречен граѓанска војна во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Своеволие, идеја на Америка, на САД и Германија да си ги стуркаат своите интереси, да го прошират сферата на своето влијание до немајкаде, а тоа со живот го платија околу 150.000 тогаш така наречени југословени, а преку 2 до 4 милиона од тие беа раселени и никогаш повеќе не се вратија на своите огништа. Сега, истиот филм ќе го гледаат. Како сакате, сватете оваа моја анализа, како сакате, но мора во нашата македонска политика секојаш да влегува оваа поширока слика на гледање на работите и каде се движи светот и евентуалните разврски како можат да бидат во одредени ситуации. Треба сето тоа да го читаме многу точно, многу прецизно и да реагираме соодветно на тоа. Нормално, со
она би рекол длабоко умна мисла, дека не треба дека овој свет е создаден од 50 нијанси на сиво. Овде нема црно и бело. Ништо у животот нема црно ни бело. Се е 50, 100, 150 нијанси на сиво. Што значи секогаш има алтернатива. Секогаш постои алтернатива. Затоа и зборот некој го измислил алтернатива. Нема таква работа во светот на која што не постои алтернатива, за која што нема замена. Европската унија многу брзо ќе си има такви проблеми, кои што ќе се префрлат по принцип на врзани садови или домино ефект во секоја незина членка, дури и во Бугарија. Затоа им кажувам ја на бугарите, чекајте бе, људи, рано ви е зимата на вас. Рано ви е зимата. Оти таа ваша политика, која што беше политика на идиотите, шовинистички, кога се распаѓаше Југославија, Бугарија ќе ја донесе до ситуација на да се бори за гол опстанок. Верувајте ми. Тек тамо, еден ден, кога ќе избијат сите по тепих пикнати антагонизми, национализми, романтичарски идеи за препознатливост на уетничка смисла, за полна рамноправна, кога ќе излезат од под тепих сите тие работи кои што Живков ги има ставано туркано под тепих и сите тие што дојдеа по него, тамо ќе биде циркус. Циркус, ако име, и за нив ќе фаќаме сеир. Тогаш ќе ги прашам. Ако мислат дека толку лесно ќе се извлечат од говната, кога ќе почнат да се преливаат од Велика Британија према Европската унија. Ако мислат дека толку лесно ќе се извлечат од тие говна, нема да се извлечат. Не знам колку. Мислам дека треба да прекинам, не знам колку минути зборам, да не ве тупам премногу. Мислам дека бев јасен.